Добар ден, почитувани гледачи, во малку поразлични услови од вчера. Врнежи од дожд утрово. Се разбудивме со малку поинако време од вчера. Ови утренски муабети ги правиме повторно низ централното градско подрачје и можеме да пренесеме дел од оние случувања што вчера се случува. Почнавме вчера со тенисот и беше одлучено, нели, како што кажавме, да се игра турнирот сега среда, четврток, петок и сабота, но поради неможност на време да се заврши организацијата, се поместува истиот за 3, 4, 5 и 6 август. На стори на Делче од 365 тоа е објавено и веќе почна пријавувањето во самата тениска група, каде секојдневно комуницираат тенисерите рекреативци. Друго што би кажале, денес понеделник, 27 јули 2026 година, утрово сите ги разбуди веста дека почина легендата на македонската глума Гоце Тодоровски. Еден од доаѓените на македонските народни приказни. Кој заедно со Ѓорѓи Колозов и Ванчо Петрушевски, кои исто така не се меѓу нас, беа главни носители на Ишенка Колозова, секако на главни носители на македонските народни приказни. Шенка Колозова и ден денес се уште снима, но легендите, тројцата легенди, не се повеќе меѓу нас. Утрово на повеќе портали можеше да се прочита веста за смртта на Гоце Тодоровски. Пријатно време, значи, во Делчево со некоја капка дожд, еве од утрово. Ништо не навестуваше, може би до синоќа, дека ќе има дожд, но како што е Господ не е никој, тоа е стара добра позната изрека. Така да ќе дојде добро за одредени земјоделски култури. Утрово добивме покана за учество на, поточно да бидеме придружба на фолклорната група Копачка во Босилеград на 30 и 31 јули. Тоа е за неколку дена. Што може би ќе се отвори можност да ги дружиме, бидејќи настаните во Делчево, оние кои ги спомнавме вчера во делот на иселенички најавени средби и други дружби, се после 31. Од 31. почнуваат вечерта. Ќе се обидеме седницата на совет да ја доловиме со тоа што ќе биде снимена истата. А е закажана на 31. во раните утрински часови. Вчера имавме пријава од граѓани за оштетена ограда на фудбалското игралиште долу на улица Кејна Брегалница, кај пешачкиот мост на реката. Добивме известување дека е забележана во списокот на оштетени места од невремето и ќе се работи на истата негде за една недела, почнувајќи од вчера.
Вчера имаше и еден немил настан во селото Град, доцна вечерта, нешто по 20 часот, изгоре дел од возило и плевна на жител на село Град. Интервенираше екипа на ТПП Делчево со две противпожарни возила. Месец август е период кога треба да се внимава, знаеме, многу поголема е фреквенцијата на возила и во минатото се случувало поради разни причини да дојде до проблеми во сообраќајот. Да се надеваме дека од година во година се зголемува свеста на возачите, па ќе бидат одбегнати таквите инциденти во иднина. Утрово прочитавме исто така информација дека вечерва во Берово продолжува Малеш купот, на кој учествуваат и две екипи од Делчево, Иван Шпет и ПАП Монопол. Тие ќе се надпреваруваат за влез во најдобрите 4 екипи. Така да останува да видиме дали ќе по долги години второ место во освојување на ПАП Монопол, дали ќе успеат да дојдат и до првото место. А исто така секако очекуваме и добар настап на младите фудбалери од Иван Шпет, кои добро настапија на турнирот во село Град и покажаа дека знаат да играат исто така добар фудбал. Тоа е се за денешните утрински муабети. Еве овде мора да направиме полукруг, да свртиме, да завршиме некоја обврска што имаме овде и да продолжиме со нашата работа.